Те слушаме. Точно во 11 часот, како што и закажа, јас отварам 34-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. Констатирам дека на седницата се присутни 6 члена председателот и 5 члена на Државната комисија, вкупно 6 членови на комисијата. Констатирам исто така дека членот на Државната комисија господин Зоран Богоевски, поради користење на годишен одмор, не е присутен на седницата. Исто така, сакам да и посакам добре дојде на нашата колешка Катерина Зајковска, која вчера во собранието даде свечена заклетва и денес ќе биде со нас на седницата, и да и посакам успешна работа. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Донесување на национална стратегија за спречување на корупција и суди на интереси 2026-2030 година и акцијски план за нејзино спроведување. И втора точка, прашање и предлози. Дали во однос на овој предложен дневен ред некој има предлог за негово изменување и дополнување? Доколку нема, предложениот дневен ред го ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека е усвоен дневниот ред за денешната седница. Преминуваме на првата точка од дневниот ред: донесување на национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси за период 2026-2030 година и акцијски план за нејзино спроведување. Накратко јас ќе го презентирам процесот на изготвувањето на националната стратегија, пошто ќе им дадам простор на членовите на Државната комисија поединечно во кратки црти да дадат образложение за целите и активностите по секој од утврдените сектори. Имено врз основа на член 17 точка 1 и член 18 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Државната комисија за спречување на корупцијата донесува 5-годишна национална стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси со акционен план за нејзино спроведување. Согласно став 2 и став 4 од овој член, Државната комисија ја подготвува националната стратегија врз основа на претходно изготвена анализа на ризиците од корупција и има обврска да донесе методологија за изготвување на националната стратегија пред започнување на процесот на подготовка на националната стратегија. Почетокот на процесот на подготовка на новата 5-годишна стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси за периодот 2026-2030 година, Државната комисија го најави на работилница и консултативна средба со засегнати страни за имплементација на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година и патоказ за развој на нова антикорупцијска стратегија 2026-2030 година, која се одржа на 27.2.2025 година. На 25.2025 година Државната комисија донесе план на активности за развивање на новата 5-годишна национална стратегија. Во согласност со член 18 став 2 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Државната комисија со поддршка на Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, УНДОК,
и проектот Заедници со интегритет, финансиран од владите на Швајцарија и Шведска и имплементиран од Националниот демократски институт, на 2.6.2025 година донесе методологија за проценка на ризиците од корупција за потребите на изработка на Националната стратегија 2026-2030 година. Врз основа на методологијата за проценка на ризиците од корупција за потребите на изработка на новата национална стратегија, Државната комисија спроведе транспарентен, инклузивен и партиципативен процес на идентификација на ризиците од корупција кој опфати консултативни сесии, одржување на 4 фокус групи со учество на представници од извршната власт, единиците на локалната самоуправа, јавните предпријатија, независните тела и граѓанскиот сектор, спроведување анализа на прашалници за самопроценка на ризици од корупција, пополнети од 2842 вработени од различни институции од јавниот сектор, спроведување анализа на структурирани прашалници за фокус групи, пополнети од 488 раководни лица, како и темелна анализа на законската рамка, извештаите од надзорни и ревизорски тела, релевантни статистички податоци и меѓународни извештаи, анализи и препораки. По завршување на овој процес, Државната комисија на 12.11.2025 година донесе проценка на ризиците од корупција за потребите на изработка на Национална стратегија за спречување корупција и судир на интереси 2026-2030 година. Проценката опфати вкупно 5 хоризонтални области и 9 вертикални сектори во кои се утврдија главните ризици од корупција. По спроведената и изготвена анализа на ризиците од корупција, а во согласно со член 18 став 4 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Државната комисија на 12.11.2025 година донесе методологија за изготвување на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси за периодот 2026-2030 година. Пред донесување на проценката на ризиците од корупција и методологија за изготвување на Националната стратегија, ДКСК на 17.9.2025 година одржа работен состанок со представници на платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, на која беа разгледани и подготвените документи и следните активности за донесување на новата 5-годишна стратегија. Имајќи ги во предвид водечките принципи и пристапи утврдени во методологијата за изготвување на националната стратегија, Државната комисија во инклузивен и партиципативен процес спроведе приоритизација и одлучи дека Националната стратегија 2026-2030 година ќе биде ориентирана кон визијата на ДКСК и базирана на анализа на ризици и нивна класификација по хоризонтални области и сектори кои ќе бидат опфатени, и тоа хоризонтални области, јавни набавки и надзор на спроведување на законите, и сектори, односно 5 сектори: правосудство, здравство, транспорт и инфраструктурни проекти, урбанистичко планирање, просторно планирање и градежништво, и животна средина, енергетика и природни ресурси. Согласно со одредбите на член 18 став 5 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Националната стратегија се подготвува со представници на државни органи, институции, здруженија, фондации, приватен сектор и медиуми. Имајќи во предвид наведеното, ДКСК одржа 7 консултативни состаноци за секоја од горе наведените хоризонтални области и сектори, со одреден број на учесници, експерти и представници на граѓанскиот сектор, на кои беа утврдени визијата, стратешките цели и приоритетните проблеми, со што беше поставен основниот фокус и патогас за спроведување на следната фаза од процесот на подготовка на стратегијата. Во периодот ноември-декември 2025 година, Државната комисија одржа вкупно 14 целодневни работилници, односно по 2 работилници за секоја хоризонтална област и сектор, со учество на представници на државни органи, институции, здруженија, фондации, приватен сектор и медиуми, на кои се утврдија и потврдија мерките и активностите за надминување на приоритетните проблеми
и исполнување на стратешките цели со новата стратегија. За спроведување на процесот на утврдување на визијата, стратешките цели, приоритетните проблеми, мерките и активностите во секоја хоризонтална област и сектор од националната стратегија, ДКСК доби експертска подршка од ТЕУ ИПА 2020 проектот за владење на правото, компонента 3, борба против корупцијата, проектот Заедници со интегритет, финансиран од владите на Швајцарија и Шведска, имплементиран од NDI, мисијата на ОПСЕ во Скопје и регионалната школа за јавна администрација РЕСП. Во февруари 2026 година ДКСК го подготви нацртот на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2026-2030 година, пошто заради потребата од проценка на фискалните импликации за реализација на активностите, дополнително обезбеди експертска поддршка преку проектот Заедници со интегритет, финансиран од владите на Швајцарија и Шведска и имплементиран од страна на NDI. На 8.4.2026 година ДКСК достави барање на мислење по предлогот на Националната стратегија до институциите кои во акциониот план на стратегијата се определени како надлежни и до вклучените институции и субјекти. Во рамки на наведеното барање, а по претходно изработена методологија за оценување на фискалните импликации на активностите од Националната стратегија, ДКСК до институциите кои се определени како надлежни за спроведување на активностите од акциониот план на стратегијата, достави и документација за спроведување на фискална проценка за реализација на активностите. По разгледување на доставените мислења, Државната комисија утврди дека дел од институциите доставиле делумно пополнета документација за оценување на фискалните импликации на активностите од предлогот на Националната стратегија. Во периодот од 19.5.2026 година до 21.5.2026 година, Државната комисија ги разгледа доставените мислења по предложените активности во стратегијата. Изврши усогласување на текстот на истата и на 26.5.2026 година го започна процесот на јавна консултација преку објавување на предлогот на Националната стратегија со акциониот план за нејзино спроведување на веб страницата на Државната комисија со време трајање од 14 дена. Во процесот на јавната консултација до Државната комисија беа доставени две мислења и истите беа предмет на разгледување. Поради недоставени, нецелосно доставени, односно делумно пополнети податоци за проценка на фискалните импликации од страна на институциите определени како надлежни за спроведување на активностите, ДКСК по рамки на експертската поддршка преку проектот Заедници со интегритет спроведе оценување на фискалните импликации на активностите во акциониот план на Националната стратегија 2026-2030 година и утврди дека спроведувањето на стратегијата ќе чини вкупно 216.914.000 денари или приближно 3,5 милиони евра. При тоа, согласно методологијата за оценување на фискалните импликации на активностите од Националната стратегија, фискалната проценка на активностите опфаќа пресметување на финансиските средства кои се потребни за реализација на активностите, а кои не се пресметани во постојниот буџет на институциите и во нивното редовно работење. Како што беше досега образложено, опфатот на Националната стратегија 2026-2030 година вклучува две хоризонтални области, односно јавни набавки и надзор на спроведување на законите, како и 5 сектори, односно правосудство, транспорт и инфраструктурни проекти, просторно планирање, урбанистичко планирање и градежништво, здравство и 5 сектор животна средина, енергетика и природни ресурси. Акциониот план содржи вкупно 113 мерки и 388 активности. Во продолжение ќе им дадам збор на поединечно на секој од членовите на Државната комисија, вклучувајќи ме и мене, накратко да ги образложат целите на секој од секторите, како и предвидените мерки и активности,
Ќе почнеме од членот на Државната комисија, господја Билјана Каракашова Шулев. Поведете, господја Билјана. Благодарам, председателе. Со оглед на обемноста на предвидените мерки и активности, накратко, како што рековте и вие, ќе се осврнам на визијата и целите на овој сектор, како и на бројот на мерки и активности кои што се предвидени во делот на јавни набавки како хоризонтална област, која што беше предвидена и во претходната стратегија и исто така е предвидена како хоризонтална област и за стратегијата во периодот од 26 до 30 година. Визијата на ДКСК во областа јавни набавки беше определена заедно со експертите и со сите учесници на реализираните работилници и се однесува на тоа дека јавните набавки се транспарентни, отворени за сите учесници, врз основа на недискриминација и еднаков третман, се применуваат ефикасни механизми за зајакнато откривање и санкционирање на корупцијата и за потрошените пари на граѓаните се добива најдобрата вредност. Постигнувањето на остварувањето на оваа визија е замислено, определено да се постигне со остварување на неколку поединечни цели, и тоа зајакнати капацитети и координација меѓу надлежните институции за откривање, гонење и санкционирање на корупција во јавните набавки, потоа зајакната контрола во јавните набавки преку навремено пријавување и следење на пријавените неправилности, судирот на интереси и злоупотребите во јавните набавки, подобрена способност на самите договорни органи за превенција и пријавување на корупција во јавни набавки, како и изголемена доверба и учество на економските оператори во постапките за јавни набавки. Во оваа хоризонтална област се предвидени вкупно 13 мерки и 44 активности, што на наше задоволство представува значително зголемување од бројот и опфатот на мерки и активности од претходната национална стратегија. За реализација на мерките и активностите предвидени во хоризонталната област јавни набавки се проценети околу 23 милиони 982 илјади денари. Тоа би било накратко за хоризонталната област јавни набавки, а секако по објавувањето ќе можат во детали да се видат сите предвидени мерки и активности. Благодарам, Билјана. Сега ќе преминуваме на втората хоризонтална област, односно надзор за спроведување на законите. Збори давам на колешката Катерина Зајковска. Поведете. Благодарам, председателе. Со оглед на тоа што е ова мое прво обраќање пред комисијата и пред јавноста, дозволете ми само да упатам моја благодарност за искажаното добре дојде и укажаната доверба. Особено ме радува тоа што на оваа прва седница пред нас е донесувањето на овој документ Национална стратегија за спречување на корупцијата, кој што документ представува рамка на нашата заедничка соработка во наредниот период. И дозволете ми исто така да искажам мои честитки и благодарност за вложениот напор во изработката на оваа стратегија, на членовите на комисијата, на вработените во секретаријатот, на експертите и на другите чинители кои што се вложиле, односно дале труд и свој придонес во изработката на овој документ. И се надевам, односно убедена сум дека документот ќе има успешна реализација и дека заеднички ќе дадеме придонес тоа да се реализира. Што се однесува до хоризонталната област надзор над спроведување на законите, визијата на ДКСК во оваа област се однесува на тоа дека надзорот е законит, се спроведува неселективно и подеднакво и казнената политика одвраќа од прекршување на законите. За реализација на визијата е предвидено истата да се оствари преку неколку поединечни цели, а тоа е функционален инспекцијски и управен надзор и зајакната одговорност на инспекторите, зајакнување на човечките и техничките капацитети и интегритетот во инспекцијските служби, ефикасен надзор над финансирањето на политичките партии и политичките кампањи и последната цел е зајакнувањето на надзорот на законодавната над извршната власт за имплементација на Националната стратегија 2026-2030, како и зајакнување на капацитетите за надзор над примената на Законот за спречување на корупција и судирот на интереси. Во оваа хоризонтална област за постигнување на овие цели се предвидени вкупно 19 мерки и 97 активности.
И уште да додадам дека за реализација на овие активности е предвидено дека ќе бидат потребни вкупно 68.122.000 денари. Тоа би било накратко во однос на оваа хоризонтална област. Благодарам, колешка Зајковска. Сега ќе преминеме поединечно петте сектори. Прв сектор кој ќе го презентираме секторот за правосудство, па ја повикувам членот на комисија, господја Софија Спасова Медарска, накратко да даде осврт на овој сектор. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани присутни. Што се однесува до секторот правосудство, пред се сакам да кажам дека стратешките акти за превенција на корупцијата на една држава во себе мора да содржат мерки и активности за правосудството. Тие треба да бидат повеќе слојни и да се обрне внимание на личниот и институционалниот интегритет во правосудството, капацитетите на правосудството ефективно да се справи со корупцијата, капацитетите на судството да врши ефективен надзор над извршната власт и да спречи постапување спротивно на важечките правни норми, потоа казнената политика и нејзиното одвраќачко влијание во поглед на корупцијата, правилата за справување со судирни интереси, така што нема да дојде до корупција, и довербата во правосудниот систем, која што е клучен фактор за пријавувањето на корупција од страна на граѓаните. Од тие причини е еден од секторите во Националната стратегија 2026-2030 е и секторот правосудство. Во овој сектор, по спроведување на сите фази на консултација, беше утврдена следната визија, дека работењето на правосудството и правораздавањето имаат одвраќачко дејство во однос на коруптивните поведенија и представуваат силен фактор за намалување на корупцијата. Визијата треба да се оствари со постигнување на следните поединечни цели. Прво, независност и самостојност на правосудството, соодветна казнена политика која има одвраќачко дејство, така што казнувањето резултира со генерална и специјална превенција, зајакнати капацитети за навремено откривање, гонење и санкционирање на корупцијата и зајакната доверба на граѓаните во правосудството. Постигнувањето на овие цели ќе зависи од справувањето со постојните проблеми и ризици кои придонесуваат за појавата на овие проблеми во секторот правосудство. За надминување на утврдените ризици се утврдени вкупно 14 мерки и 52 активности, за чија реализација е проценато дека е потребно вкупно 12.390.000 денари. Пред да преминете, јас би сакала да земам збор и да искажам од моје лично име и од име на комисијата искрена благодарност кон сите кои со своето знаење, искуство и ангажман дадоа значаен придонес во подготовката на оваа национална стратегија, преку учество на консултативните сесии, работилниците, како и преку пополнувањето на прашалниците за самопроценка на ризици. Посебна благодарност сакам да упатам и до експертите и до нашите меѓународни партнери за континуираната поддршка во текот на целиот процес, како и до вработените од секретаријатот на Државната комисија, а особено до колегите од секторот за стратешко планирање и интегритет, за нивниот труд, посветеност, професионалност и пожртвуваност при подготовката на овој стратешки документ. Пред нас останува заедничка обврска и одговорност да продолжиме посветено да работиме на нејзина целосна имплементација и со тоа да придонесеме во интегративниот процес и приклучувањето на нашата држава кон европското семејство. Ви благодарам. Благодарам, Софија. Сега преминуваме на следниот сектор од националната стратегија. Тоа е секторот просторно планирање, урбанистичко планирање и градежништво. И збор му давам на колегата Сервет Демири, накратко да ги образложи визијата и целите во овој сектор. Повелете. Благодарам, председателе. Во сектор за просторно планирање, урбанистичко планирање и градежништво. Во овој важен сектор, просторно планирање, урбанистичко планирање и градежништво, по спроведување на сите фази на консултации беше утврдена следната визија: заштита на јавниот интерес при просторното и урбанистичкото планирање и почитување на
професионалните стандарди во сите фази на градењето. Поединечните цели кои треба да се постигнат кон исполнување на ова визија се сеопфатна правна рамка која ги ограничува дискреционите овластувања и оневозможува злоупотреби на законите. Просторни урбанистички планови кои го штитат јавниот интерес и професионалните стандарди за просторно и урбанистичко планирање. Повисок професионален интегритет и ограничени можности за судир на интереси помеѓу различните чинители вклучени во проектирањето, ревизијата на проекти, изведбата и надзорот. За постигнување на наведените цели во секторот просторно планирање, урбанистичко планирање и градежништво предвидени се вкупно 11 мерки и 28 активности, за чија реализација се проценети вкупно 6 милиони и 500 илјади денари. Исто така сакам да нагласам дека овој главен документ што е денес пред комисијата и што ќе биде пред пратениците за усвојување, очекувам од сите институции, согласно документот, да ги преземат активностите и сите заедно да нагласиме кон борба против корупцијата со активности и очекувам да имаме подобра реализација на ова 5-годишна стратегија. Благодарам. Благодарам, господин Сервет. Следен сектор кој ќе го реферираме секторот транспорт и инфраструктурни проекти, бидејќи секој од членовите беше вклучен како координатор во еден од секторите. За овој сектор бев одговорен јас и накратко ќе ги образложам визијата и целите во овој сектор. Имено ДКСК по извршена приоритизација го утврди и секторот транспорт и инфраструктурни проекти во кои бе детектирани ризици во сите фази на реализација на инфраструктурните проекти. Имено главна визија на ДКСК во овој сектор е целисходни, економични, ефикасни и ефективни јавни инвестиции во стратешки инфраструктурни проекти, а истата ќе биде постигната преку остварување на следните поединечни цели. Под 1 транспарентност на постапките за планирање, реализација и надзор на стратешки инфраструктурни проекти и под 2 функционална контрола и отчетност при спроведување на стратешките инфраструктурни проекти. Вкупниот број на мерки и активности за постигнување на целите изнесува 9 мерки и 37 активности, а за нивна реализација се проценти вкупно 300.000 денари. Овој сектор, иако има малку мерки и активности и релативно ниски средства потребни за реализација, целта, односно идејата е преку измена на соодветни прописи да се овозможи поголема транспарентност на постапки, и од друга страна поголема контрола, бидејќи се работи за сериозни инфраструктурни проекти каде голем број државни средства се трошат. Оттаму се согласивме дека со измена на регулативата и воведување на поголема транспарентност и контрола ќе придонесеме да се намали корупцијата во овој сектор, каде уште еднаш ќе повторам, се работи за голем одлив на јавни ресурси и оттаму очекуваме дека ќе имаме резултати, ќе ги постигнеме зацртаните цели. Следен сектор е секторот животна средина, енергетика и природни ресурси, и оттаму ќе му дадам збор на колегата Песник Џемаели да накратко да го образложи овој сектор. Поверете, господин Џемаели. Благодарам, председателе. Фалим ден. Што се однесува во секторот животна средина, енергетика и природни ресурси, е утврдена визија која има за цел создавање ефикасен, транспарентен и отчетен систем на управување со ресурсите со посебен акцент на спречување и намалување на ризиците од корупција. Овој сектор има клучно значење за одржливиот економски и општествен развој, бидејќи опфаќа област кои директно влијаат врз квалитетот на животот на граѓаните, заштитата на животната средина и рационалното користење на природните богатства. Поради тоа, од исклучителна важност е сите процеси и одлуки во овие области да се заоснаваат на принципите на законитост, интегритет, професионалност и етичко постапување. Визијата е насочена кон намалување на ризиците од корупција преку унапредување на транспарентноста, зајакнување на отчетноста на институциите и обезбедување
управување со природните ресурси. Незината реализација представува значаен предуслов за градење доверба кај јавноста, подобрување на институционалната ефикасност и обезбедување еднаков пристап до ресурсите и услугите. За остварување на ова визија се утврдени две стратешки цели: унапредување на законодавната и институционалната рамка за спречување на корупција во управувањето со природните ресурси и зајакнување на контролните механизми во областа на енергетика, животна средина и природните ресурси. Во рамки на секторот се предвидени вкупно 29 мерки и 56 активности, чија реализација бара финансиски средства во износ од 25.200.000 денари. Со нивното спроведување се очекува значително подобрување на интегритетот, ефикасноста и отчетноста во управувањето со ресурсите, како и намалување на можностите за појава на коруптивни практики, што ќе придонесе за одржив развој и подобро управување во интерес на граѓаните и општество во целина. Благодарам. Благодарам, колега Джемаили. Ни останува уште еден сектор, тоа е секторот здравство. Колегата Зоран Богоевски, кој денес е отсутен, беше одговорен, да речем, координатор од ДГСК во овој сектор. Поради негово отсуство, секторот ќе го презентира колегата Сервет Демири. Повелете, господин Демири. Благодарам. Во секторот здравство, заедно со вклучените представници од сите чинители во секторот, беше утврдена следната визија: праведен, транспарентен, одговорен и дигитално поврзан здравствен систем, заснова на интегритет, професионализам и доверба, по кој ресурсите, одлуките и услугите се следливи, управувани во јавен интерес и ставени во служба на граѓаните, поддржани од посветени и вреднувани здравствени работници. Поединечни цели кои треба да се остварат се: транспарентно и одговорно управување со јавните ресурси во здравството преку јасни правила, дигитални алатки и засилен институционален надзор, зајакнување на интегритетот, на отчетноста на институциите и здравствените работници со јасно дефинирани надлежности, одговорности и механизми за контрола. Непристрасно именување и ангажирање на раководни и стручни позиции, засновано на објективни критериуми, професионални квалификации и транспарентни постапки. Обезбедување достапност и правичност во управувањето со здравствените услуги, лекови и медицински средства преку одлуки базирани на податоци со примена на јасни методологии и еднаков третман на граѓаните. За остварување на овие предвидени цели ќе треба да се реализираат вкупно 18 мерки и 74 активности, за чија реализација се проценети вкупно 80.420.000 денари. Благодарам, председателе. Благодарам, колега Сервет, благодарам на сите колеги за презентациите на секторите и хоризонталните области. Имајќи го предвид сето наведено, а постапувајќи во согласно со одредбите од членот 18 ставови 1, 2, 4, 5 и 9 од Законот за спречување на корупцијата и сувост на интереси, предлагам ДКСК да ја донесе националната стратегија за спречување на корупцијата и сувост на интереси 2026-2030 година со акционен план за нејзино спроведување, како и да ја донесе одлуката за нејзино донесување. Значи, одлуката за донесување на националната стратегија и донесување на националната стратегија со акционен план за нејзино спроведување за периодот 2026-2030 година ги ставам на гласање, ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека Државната комисија за спречување на корупцијата на денешната седница ја донесе националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2026-2030 година со акционен план за нејзино спроведување. Сакам да ви честитам пред се колеги за успешно спроведената работа, да честитам на целиот секретаријат, на целата држава ќе речам, да се заблагодарам уште еднаш во името на комисијата
на сите партнери кои не поддржаа овој процес, на сите државни институции кои учествуваа со нивните представници, на невладиниот сектор, на медиумите, на експертите и сите кои дадоа придонес да се изготви ваков квалитетен документ. Согласно законот, односно согласно член 18 став 3, Државната комисија ќе ја достави националната стратегија до собранието на разгледување и усвојување. Денеска тој процес ќе го спроведеме, односно во 14 часот е закажана и средба со председателот на собранието господин Африн Гаши, каде што лично ќе му ја врачиме стратегијата. И да напоменам дека националната стратегија стапува во сила со денот на усвојување од страна на собранието, а ДКС како надлежен орган ќе го следи процесот на нејзина имплементација. Дополнително сакам да напоменам дека и да ги повикам собранието пред се на Република Северна Македонија како највисок законодавен дом и дом кој е надлежен за промовирање демократското општество и процесите и како законодавен орган кој што ја утврдува политичката одговорност да се вклучи активно во надзорот на спроведена националната стратегија со цел поттикнување на дебата за успешна нејзина реализација, а дополнително владата како највисок извршен орган преку меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата да го поттикнува нејзиното имплементирање и редовно да дискутира за евентуалните пречки во нејзината имплементација. Благодарам уште еднаш до сите колеги. Бидејќи втората точка не е оставена за прашања и предлози, ги повикувам присутните представници на медиумите доколку имаат прашања поврзани со националната стратегија, бидејќи денешната седница не е посветена токму за единствено за националната стратегија, да постават евентуално прашања доколку имаат. Доколку нема прашања од новинарите, сакам да им се заблагодарам уште еднаш на сите членови на Државната комисија, исто така и на медиумите за покажаниот интерес за нашата работа и денеска продолжуваме со активностите поврзани со националната стратегија, како што напоменав, по 14 часот е предвидена средба со председателот на собранието на која ќе ја предадеме и официјално националната стратегија до собранието за нејзино усвојување. Благодарам и пријатен ден.